професор доктор Александар Скепаровски, почитувана министерке за образование и наука Мила Царовска, почитуван градоначалник на Газибаба, домакин на седиштето на Природно-математичкиот факултет, на сите студенти и на сите професори и останати вработени на универзитетите и факултетите во нашата земја, им го честитам стартот на новата академска година. Многу е важно и за студентите и за професорите, што со почетокот нова академска година наставата и другите активности се враќаат во амфитеатрите, кабинетите и лабораториите на студентските кампуси. Ништо не може да го замени непосредниот контакт и директната комуникација во стекнувањето на знаењата и вештините, но секако останува да се почитуваат протоколите за организирање и спроведување на наставата и другите академски активности. Се надевам дека пандемијата нема да добие димензии за да мора да се врати академската година онлайн, но дури и тоа да се случи, веќе имаме сериозно искуство од минатата година и сите планирани содржини ќе се реализираат согласно програмите на факултетите. Владата и Министерството за образование и наука продолжуваат во креирањето програми и политики за поддршка на студентскиот стандард и за современи услови за настава и за спроведување на научно-истражувачките проекти на факултетските институти. Значително да ја промениме политиката на стипендирање на студентите со цел да се излезе во пресред на што повеќе млади и за повисоки месечни износи, со кои навистина ќе почувствуваат поддршката која државата им обезбедува во текот на нивниот образовен процес. Па така, како што каже и Министерката за образование, за најголем дел од категориите на студенти, студентските стипендии, месечните износи се зголемени некаде и за над 80%. Дополнително од оваа година започна и реализацијата на поддршката на студентите со субвенционираниот студентски оброк. Тоа е системско решение утврдено со закон, со кое на младите значително им се олеснува животот за време на студирањето. Правото на оваа финансиска поддршка имаат сите редовни студенти запишани на додипломски студии на државните и приватните високообразовни установи. Вториот рок за аплицирање за бруцошите за првата генерација, најновата генерација, на ова поволност за студентите започнува денеска и ќе трае до крајот на месецот, а исплатата за сите кои што веќе аплицирале почнува од денеска и утре. И така секој почеток на месецот. Со честитките по повод новата академска година на сите студенти им посакувам креативен, одговорен пристап кон образованието и инспиративни професори. Порачав дека образованието е повеќе од само учење и стекнување нови знаења. Академските години се период на зрелост и на пронаоѓање на сопственото најдобро место во светот на професионалната определба и севкупно во општеството. На професорите и на останатите во академскиот образовен процес им посакувам студенти што инспирираат, отворени за ново знаење и подготвени да учат. Многу успеси на сите во новата академска година.